Наред се минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин Стојан Чангелов. Добро вечер. Добро вечер. Последен пат беше гостин како директор на ЦУК, сега како директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Вела дека откако му изгоре цела Македонија лани, добил убаво напредување. Не, откако ја спасив Македонија да не изгори лани, не добив напредување, бидејќи позицијата во ДЗС е релативно пониска во однос на позицијата во ЦУК. Значи, премиерот ве казни? Не ме казни, се чувствувам како мајстор кој што поправа расипани работи. Минатиот пат кога претходниот премиер ме прати во ЦУК, ме прати да ја доведам институцијата во ред, бидејќи беше пропадната и нефункционална во пресред на ковид кризата. Сега премиерот ме праќа по наш претходен договор да ја кренам Дирекцијата за заштита и спасување, кој што се наоѓа во, би рекол, хаотично состојба. И следниот премиер веројатно ќе ве назначи за директор на обединета меѓу ЦУК и ова, пошто тоа ви е целта. Се надевам дека тоа ќе биде овој премиер, бидејќи благодарение на неговата силна поддршка, сметам дека тој процес ќе биде заокружен во наредните месеци, односно после локалните избори. Добро, шална страна, како се состојбите во Дирекцијата за заштита и спасување? Како што реков, дирекцијата во една исклучително тешка состојба. При тоа, една од причините е тоа што последниот директор, Джеват Селами, е во притвор поради трагедијата во Кочани, така што дирекцијата е обезглавена повеќе од 2 месеци. Тоа секако дека допринесе и онака лошата состојба да стане уште полоша. Во овој момент состојбата со тракторите е исклучително комплицирана, но јас сум оптимист и убеден сум дека... Што значи тоа комплицирано? Па, едниот трактор го вративме од сервис, останатите 2, би рекол условно се на сервис, но заглавени поради финансиски потешкоти, бидејќи дирекцијата сама не може да ги сноси трошоците, односно договорите кои што се постигнати за поправка на овие, односно сервисирање на овие трактори, го надминуваат планираниот буџет, но верувам дека со силна поддршка на премиерот и владата ова ќе биде надминато. Во тек се разговори, па и преговори со потенцијални пилоти, бидејќи недостасуваат двајца пилоти. Веќе има средба со еден од пензионираните пилоти. Верувам дека ќе постигнеме компромиси, дека ќе помогнат и ова лето 3 трактори да бидат целосно функционални, но гледам и стратешки, далекорочно, односно размислувам во насока како да произведеме наши нови пилоти, процес кој што е комплициран, бидејќи создавањето... Сега кажеш дека во дирекцијата нема ни еден пилот? Има само еден пилот, но во овој момент таа нема ефективна дозвола за летање, за гасење на пожари. Тој смее да лета само тренажно со еден трактор. И добро, и сега, ако се случи утре пожар, кој ќе лета? Имаме хеликоптери на полицијата и на армијата, но без грижа... Зборам од дирекцијата, дали може некој да го управува? Не, во овој момент не, и тоа го кажав на мојата прва пресконференција, која што одржав првиот ден по моето назначување за ВД директор на дирекцијата. И добро, ќе ги успособите трите. Велите дека барате начин, ама меѓувреме, ако се случат сликите од лани, како да се интервенира? Сликите од лани најрано може да се случат на средината на јули, затоа што... Да не прогнозираме, може и порано. Не. Напротив, постојат научни методи, не можат порано. Ако стигле надвор, знаете дека тревата е исклучително зелена. Зелена трева не гори, овој период немаме... Подметнати пожари, нели лани беа голем дел подметнати? Се додека вегетацијата не се исуши, ние сме релативно безбедни, дури и кога би имало пожар, тој не би можел да има таков обем и динамика, да не може да биде совладан од земја, но ќе повторам, на располагање имаме 2 полициски хеликоптери и 2 армиски хеликоптери во секој момент. Добро, идејата ваша за спојување на овие две институции, мислите дека би била функционална реално во Македонија, на кој начин би се интегрирала и зошто има потреба да речеме спојување на овие две? Па ова не е само моја идеја, премиерот во повеќе негови јавни настапи го потврди истото, дека овие две институции треба да се спојат или, како што јас милувам да кажам, од овие две недоволно функционални институции треба да се направи една нова, на нови темели функционална институција. Поентата е во тоа што овие две институции се преклопуваат во своите надлежности, благо се преклопуваат во некои делови остануваат празни. Суштината е, за да ја биде појасно на гледачите, дека Центарот за управување со кризи ги координира сите државни ресурси при прогласена кризна состојба. Значи, авионите, хеликоптерите на армијата, на полицијата, доколку
кризната состојба бара употреба на тешка механизација. Центарот може да ангажира во кризна состојба булдозери, багери кои што се приватна собственост. Значи координација, додека Дирекцијата за заштита и спасување командува со сопствените сили и со републичките сили за заштита и спасување, кои што се во исклучително лоша состојба и каде што ќе биде ставени мојот фокус. Со спојувањето на двете институции, мојата намера се разбира со поддршка, силна поддршка, ќе повторам на премиерот и владата, бидејќи во спротивно тоа е невозможно, и да потсетам дека вице-премиерот Лјупчо Димовски веќе подолго време предводи работна група која што многу сериозно, каде што јас членувам, многу сериозно работи на целиот комплекс на системот за управување со кризи, заштита и спасување, бидејќи се заработи за многу институции, не само за овие две. Пожарите не ги гасат само од ЦУК и ДЗС, како што веќе спомнав, полиција, армија, национални шуми, шумска полиција, локална самоуправа, јавни предпријатија. Затоа ја прашувам, што сакате да постигнете на крајот од денот, каков безбедносен систем од природни катастрофи би имала Македонија, да речеме, во вашата замисла? Наедноставно кажано, новата институција прво би вршила координација на сите државни ресурси, она што сега го работи ЦУК. Потоа би командувала со истите, бидејќи сега командувањето го работи Дирекцијата за заштита и спасување. Воедно би имала и своји сили. Тука би била квалитативно-квантитативна разлика, бидејќи дирекцијата сега има своји сили, но јас би рекол во наводници, затоа што во суштина се работи за еден невешт маневар, да не употребам потешки зборови, бидејќи се ангажираат пред се припадници на доброволните противпожарни друштва, кои што се изворедни, тоа не го спорам. Сега да кажете потреба од вработување, тие се изворедни луѓе, но за тимовите да бидат комплетирани, на нив се придодаваат обични граѓани, ентузијасти. Прашајте ме, дали мислите дека треба да има посебни вработени за таа цел? Треба да има една, условно речено, специјална противпожарна единица или како сакате наречете, да бидат професионалци. Мојата намера е 120, но се уште не е договорено. Зборам за мојата намера и на добар пат сум и да ја реализирам ова идеја. Сега колку има вработени дирекцијата? 200 и неколку, во ЦУК има 300 и неколку, 500 луѓе, од кои што еден добар дел се целосно нефункционално. Па дел од нив ја клатат вратата за да земат плата во двете институции. Како мислите ја клатат вратата? Така, знаете на што мислам. За жал целата јавна администрација. Места ги имаат. Видете, со доаѓањето на ова влада, притисокот врз вработените е зголемен да работат повеќе, да работат она што... Малку сега, извинете се, негирате сам себе. Вие бевте директори 4 години предходно, зашто? Да, и не успеав да го надминам овој проблем, пак е вас во вести имам кажано, ако не во вашите вести, во друга емисија, да беше Центарот за управување приватна фирма, наредниот ден на половина од вработените ќе се заблагодарев за нивниот ангажман. Тоа го јавно го зборувам јас и предходно. Проблемот е ист во целата државна администрација. Има луѓе кои што се неупотребливи, или не сака да работат, или не знаат да работат, или се недоволно употребливи. Ние се обидувавме да ставиме во функција неколку вработени кои што ни направија поголема штета со добра намера, бидејќи не ја познават материјата и ќе направат штета која што потоа треба 20 или 3 да ја поправат. Значи во новата институција би немало место за луѓе кои што не се на висина на задачите. Би требало да има луѓе кои што имат соодветно образование или соодветно искуство. Добро, што правиме со оние системи кои што од поранешниот систем функционира, знаете, тие по чија надлежност би влегле? Скривници, не знам, центри за потреба од други природни катастрофи кои што се појавуваат. Некако чинам дека имаме ли ние, ја не знам дали имаме закон кој што регулира начин на како се вика кризен менеджмент во Македонија. Многу едноставно. Центарот за управување со кризи е надлежен за известувањето и тревожењето, односно сирените во наводници, бидејќи сега имаме различни начини. Работев нова проблематика, не успеав да обезбедам пари, бидејќи се работи за милионски проект. Системот за тревожење, односно сирените, се нефункционални, не се вмрежени и оние кои што се исправни не се ставени во систем да може да бидат активирани. Од друга страна, ниту населението ги разликува знаците. Верувам дека повозрастните можеби ќе се сетат кој знак на сирената што означува. Додека засолништата се во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување и тие се во катастрофална состојба, во некои од нив се чуваат печорки, други служат како магацини, трети се затрупани со фекали и ѓубриште, така што целата оваа материја
треба да биде уредена на еден вистински начин и тоа треба да го направи новата институција, но јас во интерес на времето, бидејќи ваквите гостувања се многу кратки, ги кажувам основните функции: координација, командување и сили, за да ние не бараме од војската и од полицијата да ни праќаат по 50-60 специјалци кои што се скапо платен производ. Од друга страна, немаат соодветна обука. Најдобриот специјалец, најхрабриот специјалец кој што може да е извореден стрелец, можеби не знае, односно не знае да гаси пожар, при тоа на терен одат со памучни униформи кои што се лесно запалливи. Овие луѓе кои што би биле во оваа единица, да ја наречам специјална единица за заштита и спасување или противпожарна единица, би имале за почеток специјална униформа, специјални чизми, кои што не е... Добро, имате ли направено пресек колку тоа ќе кошта, има ли се работи, капацитет на можност тоа да се реализира и речеме рок, кога би било, доку имате си давате некој рок, која дали во рамки на оваа влада, во некоја следна влада или така натаму? Помалку ќе чини отколку сегашните 500 вработени. Од друга страна, моите планови, моите прогнози се поради пожарите кои што предстојат, дека процесот ќе биде успорен, можеби стопиран, потоа следат локалните избори, кога е неблагородно да се работат вакви работи. Значи останува после локалните избори и верувам дека околу Нова година, дали пред или потоа, би имале една нацрт фаза, еден нацрт закон за новата институција, со тоа што би сакал да напоменам, целиот систем за управување со кризи и заштита и спасување е многу покомплексен, како што предмалку реков. Не се само овие две институции. Вице-премиерот Љупчо Димовски работи на целиот тој систем. Негова прогноза е дека можеби ќе требат година и пол до две целиот систем да биде уреден. Бидејќи, например, пожарникарите се под локалната самоуправа. И ние овде имаме еден голем проблем. Кога ќе се појави пожар, командирот на противпожарната единица треба да бара помош од соседните единици. Тој не знае главата каде му е, можеби има само 5 пожарникари на смена. Кога би имало централизација, јас би рекол централизирана децентрализација или дрвено железо. Значи, кога тие би биле децентрализирани, но кога би имало еден систем на алармирање, например на централно ниво, и ви истовремено се јавувате на 3-4 командири и кажувате итно упатете се кон таа точка. И тие ќе тргнат. Тие повторно се под локалната самоуправа, но информациите брзо ќе се шират затоа што тука доцнема. Ве разбирам, неодамна бевте у Јапонија, имавте можност да ги видите оние монасите јапонски, мислам дека е една од сликите. Научивте нешто плусово на моречките војни? Еве конкретно во тој шала на страна кршење керамиди или такви работи. Не тоа толку други методи. Маријан, јас тоа толку добро го работам и одамна немам направено, сега ми е во план како нов директор на дирекцијата, редно е повторно да скршам 5-6 керамиди, одамна немам кршено и немав што да научам, го знам, не знам дали го гледавте видеото кога со катана врз еден наш популарен новинар сечам лубеница, да. Можем и тоа да го направам и многу други работи. А научите нешто друго од нивниот систем? Научив манастирите кои што се од дрво и кои што се стари 1000 години, последен пат пожар имало пред 450 години. Буквално до самите манастири има доведено вода, има доведено цевки со голем притисок и тоа го презентира, но ми беше некако непријатно да објавам такви видеа како монахот го зема водниот топ и со него директно прска врз манастирот. Значи свесни дека по тесните улички каде што се наоѓа тој комплекс од стари манастири не можат благовремено да дојдат цистерни, тие водата ја донеле тука. Она што таму го видов е зачудувачки, запретоствувачки. Неколку работи во овој момент се применуваат, но ќе ме викнете во едно посебно интервју. Проектот Џајка во Македонија функционира 10 години благодарение на раководителот Стефко Стефковски и Трајче на партизанско име Шулц, кој што сега е заменик директор на ЦУК, кој што се изворедни луѓе. Во овој момент на Плачковица се посадени неколку декари или повеќе од 1 хектар млади дрвца и тоа на јапонски начин. Прво го оградија просторот за да не може да влезат овци или диви животни кои што ќе ги изедат младите фиданки. Браната, лисичек, велешко, мислам дека беше, се прави еден посебен зафат. Значи проектот Џајка е многу развиен во Македонија. Јапонци овде во мојот мандат тие се презадоволни 4,5 години. Проектот од Македонија го проширија во Косово, Црна Гора, Албанија и мислам Босна. Се обидува да влезат и во Србија со тој проект, така што таму на лице место може да видам како човечкиот ум, човечката снаодливост се бори
да речам, не да совлада природата, но да живее со природата. Бидејќи тие постојано имаат земјотреси, имаат цунами, торнада, имаат 300 чуда кои што кај нас ги нема. Ти имаме време да разговараме за тоа, освен ако не дојдете следен пат на гостин кој ќе гори пола Македонија. Се надам дека нема да имаме такви интервјуи. Пола Македонија не гореше ни минатата година, нема да горе ниту ова година. Благодарам за ова гостување. Благодарам за Мој можност. вечерашен гостин Стојанче Ангелов, директор на дирекцијата за